Ли ве молам, нека, ако сакате... Ќе му дадеме на господинот Дамјан Байрам. Само да тумите нека ги види. Јас ќе... видејќи ги немате, видите ги датумите. Ето јас ќе дадам. Види го датумот кога е. Датумот? Да. Уреду. Кажите јасно кој датум. Сите да слушаат датум. Дали ова правосилно? Не, кажите јасно кој датум е. Викнам адвокат јас. Да, не треба адвокат. Не, кажите кој датум е. Пошто јас малце не гледам добро. Окей, јас ќе ви кажам кој не е. Добро, датум е 24.10.2007. Добро, ајде ова е дата 7.11.2007. Прочитате ова дата правосилно решение. Не, правосилно решение. Ај видите, да видите кој лаже. Со правосилно, кој лаже сега тука? Ајде да видиме. Еве го првото. Јас ќе поберам адвокат. Повелете вие дебатирате. Прочитате го. Прочитате го. Добро, значи во решението каде Ајде да ви ви? помогнам. Пошто адвокат е Шабан Салиев. Дали пише? Дали е правосилно? 26.10.2007. А ке Шабан 24. Окей. Кај мене кога пишува? 7.11.2007. Што е поново од тука? Ова. Ова го гледам. А сега е тоа ново. Ново е. Значи треба и новите работи. Не знам ја ново. Вие живеете во старо време. Вие живеете во едно лошо време и мислите дека со лажење можете нешто да направите. Па еве ви кажувам дека 7 ноември и 24 октомври се различно. Значи ги немате доказите. Немам. Така. Не, таа е моја политичка партија. Ако не вие, не. А ова дали е ваша политика? Ајде да го слушнеме сега господинот Байрам. Повелете. Ајде нека зборуваме. Ајде. Ево. Јас лично ако почнам да го вреѓам Шабан кој е, Ајде вреđајме. Шабан и Јамби има разлика Бокишечи. Ајде, само вреđајме. Тоа е затоа што јас не сум избеган од Гостивар. Он е избеган од Гостивар затоа што го избркале од Гостивар. Ќе се јави некој граѓанин. Јас него му дадов тука да стане човек. Форсирате ме. Шабан Салиев, не го форсираме. Јас Шабан Салиев дека каже пред сите 5 години сум го ставил кога сум бил пратеник да биде у Советот на радио дифузија. Ако се секате добро, јас дадов оставка од парламентот ради него да го ставам во Советот на радио. Ова е правата твоја слика и твоето ниво на зборење, лаги, клевети и безобразлук. Зошто ве напуштив? Ве напуштив токму ради ова и ради криминогените активности кои ги правите во трговскиот центар и за кои има многу докази. Значи, ради криминалот, ради местење на работите и ради односот кон моите соработници, затоа ве напуштив. Шабан ага, слушај да ти кажам Амди Байрам, у политичка цена ти си мивка за мене. Ова ти е нивото. Шабан ага. Ова е твој. Слушај да ти кажам ја. Јас те имам за моите роми. Ја те се изслушам. Ајде сега да го слушам. Такви зборови. Нема да употребуваме таква реторика. Ја тој збор не го знам. Тоа не е култура. Ние се договоривме. Ајде господине. Циганската да не ја правиме тоа. Не ја правиме. Ајде повелете ви. Јас кога зборам. Ајде сега да го слушаме. Ајде 102% лагите. Дајте му да збори, јас ќе Ве молам господин Салиев. Повелете. Не, ама, мислам, изразите треба да ги бира. Па добро, немам сигнал бип да ги за тие сигнали. Добро, тоа е ниво на култура, секој си има до каде може да зборува. Јас сум од град Скопје, у епицентар сум на Христо Смировски број роден. Не сум ја од Гостивар селјак дојден у Скопје. Он првенствено македонски, он не знае да збори. Со мене, ако збориме македонски, он не знае македонски да збори. Јас сум чист граѓани, јас сум добил овдека на избори на 74-ка на Киро Попов, овдека во центарот кај храмот на град во Република Македонија. Мене граѓаните ме знаат многу добро. Ке искочиме у град, Шабан ни еден граѓанин не го знае, пратеник не го познава. Мене инаду ме познава. Повеќе од затвор, од судските постапки. Ке докажеме тоа на избори. Кај што ја удираше главата на зид, каде со четворица те носеа, те ваѓаа по доктори, по стационари. И ти некад може ке дојдеш таму. Знаете зошто ве знаат? Ве знаат ради гафовите што ги правевте. Никој нема награда добиено пратеник за гаф. Вие од таа еден имате гаф. Се сеќавате ли Сител што го кажуваше господин Лата Сона со магарето, кога му дававте виски? И кога имаше напишано таму Сител кога кажа Латас, кој е овде магарето? Значи, бедата која ја покажавте кај ромска заедница и она, вашите настапи го урна и она ниво кој малку треба да го имаме. Со вас, вие треба да си останете во минатото. Вие не сте човек кој што чема. За да докажите, не можете на овај начин. Гледам јас ви оставам во Гостивар са домачини луѓе. Не, во Гостивар не са. А што се во шутка, а клошари? А ја ти ги збориш тоа. Ти ги направи клошари ромите тука. Кој ги продаде? Ајде да Байрам. Ти ги правиш клошари. Ајде уште една минута и завршуваме овдека со оваа дебата. Повелете. Вака. Во ова што го збори Шабан, ја увек му викам господин. А пошто не заслужува више господин, пошто не заслужува за господин, кај мене више, он пошто
Не, ти си кажа со затворници нема ром. Ама да не бил затворникот, не би бил ти сега пратеник. Ти си во затвор ради продажбата на ромските гласови, ради лично профитерство. Не си тира на тоа. Ама што да правиме кога Бог ти дал Господ? Господине Салију, така се договоривме сега. Да. Културата него завршете вашата листа и веднаш треба да видиме гласање повторено. Ај нека кажи што направил во шутка, што направил. Да му дадеме шанса да го слушаме. Ма нека повели, али треба да има ниво на разговор, ниво на култура што треба да каже. Ајде да го слушаме. Пратеник. Лака, јас се обратувам до целата македонска јавност. Бајрам Анди го знаеме, Шабан не е пивка. Анди е Кока-кола у Македонија. Шабан Анди го направи пратеник, а Шабан Бајрам Анди не го направи. Шабан го направи пратеник, а јас сум бил у Капедом и Дризево. Значи не се согласувате освен во Шутово Ризари да се истакнуваат знамењата на ромската заедница и во другите градови каде што живеат, иако тоа им го дозволува уставот. Ромите што живеат не постојат од поише, мислам, до 3. Добро. Господи, не го мачите, гледате дека не знае. Не постојат 24%. Бараме доставно став. Он живее од 97 година. Демон, да му дадеме шанса, има господинот Барам минута. Го мачите бадијава, окей. Не, јасно е све, но не сакам да ја коментирам многу. Јас сум поголем политичар од него. Он што се прави, он е адвокат. Он може само пари да зима као адвокат. Јас сум политичар и ја вртам работата, не сакам да се умешам у таа работа. Многу културно кажувам, само една општина Шуторизари. Еве, ве молам, ако ајде, еве повелете ваша минута. Еве се гледа кој е за ромската заедница, кој е за ромската заедница, кој е против ромската заедница. Ти си не си ром, знаеш ти ромски, Джанели Романе? А ти со Джанели Романе? Ти си од Господ, ти македонски твое. Кога ќе збориш ромски и да ги заступиш ромите, кога ќе ги заступиш ромите на ромски и да искочиш на ромски да збориш, Пекин, ја и ти не може да ведеме. Јас сум Анди Бајрам ром, а ти дали си деклариран ром, покажи документ. Ајде да покажи. Ти си полуалбанец деклариран. Шабан Салиху, јас кога те поставив тебе. Ќе добиете шанса. Јас кога го поставив во парламентот, само ова да ви го кажам, да знае цела јавност. Ајде да завршиме. Кога го предложив. Многу давате него. Не. И он збореше, јас ке зборам. Ти не си ништо бе, Амди. Ти си пола човек, пола ништо со овај начин. Шабан Салиху, кога го поставив за. Ќе добиете шанса. За Совет на радиодифузија. Тито Петковски ме праша. Абе Шабан Салиху. Ајде да му дадеме господинот. Ти не си ни ром, ти не си ни човек. Ти си пола човек, пола ништо. Вака, ова е реториката на Хитлер. Не, да го молите и него. Ова е реториката на Хитлер и на Гебелс. Значи ти си доста ги isfrли од пазарот, ги isfrли. Смеј се колку сакај. Ако не вреди Бајрам Амди... Ќе одите ли на избори? Јас? Вие лично, да. 99,102, 108,5%. Добре. Повелете господине Салију. 99, 108,5%. Не избори, народот ќе се важи. Албер Ајнштајн кажал дека нема бесконечност. Бесконечна е само човековата глупост и вселената. Значи, ваква бесконечност исто кај мојот противник од оваа страна.